Вчера беше светскиот ден на водата, но за Македонија ова не е тема само за една дата. Во земја што губи повеќе од половина од водата за пиење пред таа да стигне до граѓаните, а истовремено е се поранлива на поројни дождови, поплави и загадување, водата одамна не е само комунално прашање. Таа станува тест за институциите, за јавното здравје и за тоа дали сме подготвени за времето што доаѓа. Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Денеска со директорот на АД Водостопанство Филип Филиповски и со експертот за проценка на ризикот поплави Драган Ивановски. Клучната дилема за која ќе ја зборуваме во емисијата е колку Македонија ја троши водата неодговорно и дали е доволно подготвена кога водата ќе стане закана. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добре дојавте. На почеток би замолил само Кусо како вовед, како дополнителна провокација за гледачите, да објасните секој од ваш видеокруг како изгледа денеска реалната слика со водните ресурси во Македонија. Дали имаме доволно вода, кога зборувам вода мислам на ресурс, како природен ресурс, но недоволно добар систем на управување со неа, или пак веќе полека влегуваме и во поголема водна несигурност како некои други земји. Повелете. Ајде, јас како добар ден на гледачите на телевизија Телма. Како АД Водостопанство стопанисуваме со 17 поголеми акумулации. Среќа на самата држава е што у минатиот период во социјализмот се изградени тие акумулации и хидросистеми, од кои воглавно 90% од акумулираната вода, која се акумулира во рана пролет и доцна есен. Во Македонија имаме врнежи претежно во доцна есен кога не се потребни на вегетацијата и во рана пролет, односно мајските дождови воглавно доколку снеговите не ги наполнат, топање на снеговите не ги наполнат акумулациите, во мајските дождови се полнат акумулации. И тоа нешто е такво веќе 50 години наназад. Од тие акумулации, 17 акумулации кои ги има во државата, 90% водата била планирана за наводнување за земјоделски површини и се изградени големи хидросистеми. Но менувајќи се со зголемување на поголемите градови, водата во Куманово, во Струмица и во Берово се доминантно со протокол за снабдевање со вода се дава и на комунални предпријатија и тоа е приоритетно вода за пиење. Од АД Водостопанство презимаат неколку комунални предпријатија вода за пиење. Тоа се во Куманово, во Берово и во Струмица и животот таму во Кавадарци и во Неготино делумно кога имаат потреби и незамислив е животот во тие котлини доколку не постојат овие акумулации. Во моментов акумулациите се полни. Единствено Мантово во Радовиш има помал водостој, бидејќи таа акумулација се полни со дождови, таму имаше помал процент на дождови. Инаку се полни, можеме да ветиме дека, да кажеме дека за сезоната пред нас ќе имаме доволно вода за земјоделците и за потребите на комуналните предпријатија. Да, ќе извлечам куса поента од вашиот одговор. Благодарение на акумулациите изградени во едно друго време, кога сме биле дел од една поголема држава, и благодарение на природата. Оваа година беше врнежлива. Фала му на Бога, акумулациите се полни, така? Така. Да. А ние како систем што направивме? Следното прашање, според последните анализи и проценки, на ниво на држава просечните загуби на вода се над 60%. Проценките се дека годишно губиме околу 146 милиони кубни метри вода за пиење од вкупно произведените 245 милиони. Како е можно една земја која има акумулации од изградени некогаш и има доволно количество на дожд во текот на годината да си дозволи да загуби толку многу вода пред таа да стигне до потрошувачите? Тука пред се работи за начинот на управување со системите за водоснабдување. Не сите акумулации имаат намена за обезбедување вода за пиење, за водоснабдување, нели повеќето од акумулациите што ги спомна колегата се за наводнување, додека загубите во системите за водоснабдување, да, имаме информација дека се движат околу 60% од зафатената вода и тоа се должи пред се нели на нередовно одржување, на диви приклучувања, на несоодветни мерења на протеците на вода, така да токму поради тоа се случува тој начин да кажеме лошо управување, лошо менаџирање со системите за наводнување. Очигледно дека треба нешто да се преземе во оваа насока, а бројката што ја спомнавте е коректна.
Значи велите дотрајна мрежа? Се прават напори да се направат реконструкции одредени од место на место, меѓутоа во поголем дел се работи за дотрајна мрежа. Генерално овие бројки се повторуваат од година во Така е, година, не е така е, ова ново, така е. и затоа велам, значи комбинација од повеќе фактори, веројатно одговорот е зошто губиме толку вода, значи како рековте дотрајна мрежа, Така е, така е. Диви приклучувања, диви несоодветно приклучоци, така е, така. слаб надзор, веројатно. Слаб надзор. Само Скопје имам податок дека годишно губи околу 63 милиони кубни метри вода, односно 43% од вкупната загуба на вода во државата се случува во Скопје. Значи, не станува И збор за... уште еден податок, несоодветно користење. Значи, во летните периоди имаме користење на вода за пиење, за наводнување. Во многу голем дел од градот, голем процент од површините се наводнуваат со вода за пиење. Така да и тука е еден фактор кој што придонесува во многу голема мерка во недомаќинското управување со ресурсот. Како овој проблем може да се реши и зошто не го решаваме до сега? Го диагностициравме проблемот и причините зошто е тоа така со години назад, како да го решиме? Има напори, значи се прават, конкретно за Скопје, се прават мерења на протекувањето на вода, се идентификуваат каде се главните причини на загубите, се идентификуваат дивите приклучоци, се прават напори да се отклонат тие недостатоци, меѓутоа по се изгледа треба еден по-системски и долгорочен напор за да се надмине проблемот или да се доведат овие загуби во некоја си прифатлива разумна мерка. Колку е тоа во европско ниво, бидејќи сте вие експерт ангажиран во европско ниво? Немам колку се загубите на вода во системите за вода за пиење на европско ниво, меѓутоа сигурно не се 60%. Мислев на прифатливиот процент, што би бил, бидејќи ова 63% е новицина. Тоа е огромна реч. Добро, можно ли решавање на проблемот со загуби на вода без сеопфатна реконструкција на водоводните мрежи прво? Велите се прават напори, се прават одредени напори, се прават поголеми контроли да се фатат дивите приклучоци, се прикрпуваат одредени парчиња од цевководите, од водоводите, меѓутоа можно ли е без сеопфатна реконструкција да се намали процентот загуба? Не може, мора системски пристап во овој домен, во решавањето на овој проблем, така да повеќе чинители се неопходни овде да се надмине проблемот. Значи, инвестиција. Сериозна инвестиција. Апсолутно. Инвестицијата е прва, можеби, меѓутоа и вклучување на соодветен кадар, соодветни институции да влезат во самиот процес, на прво планирање, па понатаму реализација на проектот за реконструкција и треба велам, и подолгорочен процесот и посеопфатна група на експерти треба да биде вклучена во приказка. Господине Филиповски, што се превзема на ниво на држава? Вие управувате со АД водостопанство. Порано имавме агенција за води. Дали системот е доволно добро организиран од смисла на легислатива, законски? Дали управувањето со водите како што треба во Македонија? Самата поставеност. Два закони се основни и матични. За работењето на АД водостопанство е законот за водостопанство, а законот за води ги третира управувањето и одобрувањето на секоја интервенција во дел на водниот ресурс. Значи, секој еден правен субјект или физичко лице кој има интерес да пристапува до некој воден ресурс треба да добие дозвола или согласност од надлежно министерство, тоа е животна средина и просторно планирање. Таму има сектор за води, има програма за управување со водите. Другиот дел, Законот за водостопанство, е во матично Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што функционира во склоп орган во состав Управа за водостопанство. Управата за водостопанство предмет на интерес има санација, ревитализација и доградба на системите за наводнување, а секторот за животна средина по Министерството за животна средина има за цел законитост и одржување на големите зафатни градби. И тука некаде е поделеноста. Самото финансирање, водостопанство се финансира од плаќање на услуга на дистрибуција на вода. Ние не ја продаваме водата, даваме услуга на дистрибуција на вода. И токму таа дистрибуција на вода во периоди токму кога е потребно е најголем предизвик да се достави до земјоделците или до останатите корисници. Дали старите системи, секако дека старите системи, но и автоматизација и дигитализација на самите процеси. Сега имаме научно-технолошките достигнувања се отидени на поголемо ниво,
и мора тие автоматизација на процеси да биде соодветна согласно достигнувањата, односно научните достигнувања да се градат во делот на управување на тој воден сегмент. Дали од ова до сега разбрав дека надлежностите се мешаат и дека потребна е и измена на законите за да стане јасно во државата кој на крајот е одговорен за загубите на вода? Па ја ќе констатирам дека постојните закони, Закон за водостопанство и Законот за водите не обезбедуваат доминантна позиција на државата и на предпријатијата кои управуваат, дали станува збор за водостопански предпријатија или пак за комунални предпријатија кои се на општинско, на локално ниво. Многу поголема доминантна позиција и надлежност над корисниците, над оние кои упаѓаат во самите системи и со самото тоа прават штетно дејствие, мора да им изрекуваме поголеми казни, можеби поранешниот систем кажавме дека да, добро е у тој систем социјалистички што се изградени, но навиката дека водата им припаѓа на сите, така им припаѓа на сите, но сето дистрибуцијата чини пари. И не може секој еден да прави упат во тој водоснабдителен систем. Дали значи потребна интервенција и во законите. И во легислативата да се даде подоминантна позиција на самите комунални предпријатија и на водостопанските предпријатија, но и едно централно тело кој ќе управува, кој ќе модерира со процесот на сочување на средствата, односно ние имаме како држава стратегија за водниот ресурс, сега на ниво на водостопанство правиме еден мастер документ за нужноста за итните санации за да немаме толку големи потрошувачка на вода и у кој дел модернизацијата, во кој дел менаџментот на човечкиот ресурс. Што и да направиме, треба некој да донесе план како тоа ќе се прави, колку пари ќе чини и кои ќе се бенефитите на делот на намалување на загубата, но и на квалитетот на услугата која ќе ја добијат корисниците. Со таа цел мора јасно како држава да знаеме за идните 10 години и ние имаме таков документ направено за идните 10 години у кој правец ќе се движиме. Секако дека за санација на овие капитални огромни објекти кои не се гледаат воглавно се наоѓаат во планинските предели каде што се зафаќа водата, цевководите и каналите се обично се под земја затрупани и ние ја добиваме водата и мислиме со самото тоа дека ни припаѓа со самото тоа што живееме тука. Но станува збор за вештачки градби кои некој ги направил и кои некој треба да ги менаџира и да управува со ним. И токму менаџирањето и управувањето мислам дека е императив и може да покаже позитивни резултати во дел на намалување на загубата. Минатава година имавме период на помали акумулации за 1/3, ние успеавме да дадеме квалитетна услуга на дистрибуција на вода на земјоделците, дури и да се зголемат приносите во Тиквешко на лозовице насади за 40% и да имаме рекордни приноси во оризовите полиња во Косово. Меѓутоа се ова е стихино и благодарение на таквата дождлива сезона. Прашањето беше прво за мешањето на надлежностите и за промена на законите во делот за тоа да се среди како што треба. Дали вие како директор назначен од владата, како акционерско друштво во собственост на државата, на креаторите на политика, на оние кои донесуваат закони, им го предложивте ова? Да, дека треба да се направи нови закони кои ќе го уредат това прашање? Секако по промена на власта, потребата за промена на законот за води и законот за водостопанство беше воочена. И веќе сме у процедура да преку управата за водостопанство доставиме измена на законот за водостопанство, а преку Министерство за животна средина и просторно планирање у завршна фаза е измена на законот за води со која ќе се подобрат моментите на менаџирањето со водниот ресурс, но и финансирање на овие предпријатија. Кога може да очекуваме донесување на закони? Мислам дека до 6 месец средината на ова ќе бидат поднесени до законодавниот дом предлог измените на законот за води и законот за водостопанство. Тој закон ќе го подобри менаџирањето со водните ресурси, меѓутоа дали ќе успееме да ги намалиме загубите на вода без сеопфатни зафати во реконструкција на водоводните системи или не? Ќе менаџираме поинаку, меѓутоа тоа менаџирање подразбира и Апсолутно. Инвестиции во инфраструктура. Инвестициите во инфраструктурата се неприкосновено неопходни и мора да се спроведат паралелно со измената на законската регулатива, ако сакаме да добиеме ефективен систем за водоснабдување. Имаме ли направено проценка за колка сума на инвестиција станува збор? Не, колку пари? Сега во моментов немам информација колку би било тоа, ајде да кажеме на град Скопје или републичко ниво, немам информација. Добро, покрај количината и загубите на вода, прашање исто така и каква вода стигнува до граѓаните, ова особено стана актуелно
во 2025-та имавме извештаи на Институтот за јавно здравје, според кои 71% од населението се снабдува со вода од централни градски водоводи, но дел од примероците од урбаните водоводи беа физички, хемиски и микробиолошки неисправни. И сега тука ќе ве потсетам на забраната на вода од цел месец, речиси февруари, од изворот шум во Струга поради заматеност, до јавните предупредувања и ризици за трајно загадување на изворот Рашче, како клучен извор за вода за пиење за Скопје. Ова исто така покажува дека водата кај нас веќе не е само апстрактна еколошка тема, туку директно прашање на здравјето, националната урбана безбедност и довербата во институциите. Токму така, ова е идентификувано, евидентирано и токму поради тоа е воспоставено и вчерашен ден на водите на светско, на глобално ниво, кој што се занимава не само со ресурсот вода, водоснабдување, доволна количина, туку и со квалитетот на водата и за пиење и за санитарни услови. Кај нас овие проблеми се познати. Баш поради тоа спомнав дека неопходна е интервенција во постојните системи за водоснабдување поради дотраени спроводни органи, цевки. Тие се поставени пред многу години, дел од нив, дел се сменети и самите цевки со тек на време приѓусуваат, се ронат и така натаму, со што се загадува водата. Понатамо извориштата се предмет, ми се чини, на напад од околината врз самите изворишта, со самото тоа што некаде постојат, некаде не постојат законски неопходните зони на заштита на изворишните зони. Значи, тие мора да се воспостават. Ова за шум што беше случај, значи, пред нецел месец, така да тука има директен атак од човечки фактор врз самото извориште. А вториот случај што го спомнавте, значи, за изворот Рашче, тоа е проблем кој што одамна се зборува, се анализира, се елаборира, меѓутоа некако се недостасува конкретна анализа и бројка, едно сеопфатно подолгорочно истражување, што значи тој југохром, или што постојано се спомнува и се наметнува од време на време како тема за дискусија и за загриженост. Меѓутоа и тука ќе треба едно посериозно истражување да се види дали навистина постои врска помеѓу депониите во југохром со извориштето Рашче, а тоа е еден аспект. Другиот аспект е што значи близината на Вардар кон извориштето Рашче и што значи тоа за Скопје како. Добро, но кога велиме треба сеопфатна анализа, и ова го зборуваме, еве како повод и го имаме 22 март, меѓународниот ден на водата, имаме тука директор на акционерско друштво Водостопанство, имаме експерт за ризик од поплави, за анализа на ризик од поплави и велиме потребна е анализа. Што прават институциите во меѓувреме? Убаво ова звучи дека е потребна анализа, меѓутоа зошто надлежните не направат еднаш анализа? Зошто не почнеме да делуваме во пракса и за водата зборуваме само вака кога има некој повод или кога ја губиме или кога доаѓа како ризик од поплава. Во меѓувреме се однесуваме крајно неодговорно, оставаме на системот да дотрајува, да скапува, а со водата се однесуваме како да ни од Господ дадена еднаш за секогаш. Токму така, значи се работи за еден пак недостаток на системски приод кон решавање на овие проблеми. Ние постојано имаме некои си проекти, еве конкретно за поплави, анализа на ризиците од поплави, веќе на 10 на 15 години се прават постојано финансирани од некој надворешен извор на средства за разни сливни подрачни во државава, нели? И се изработени такви проекти, така да секој со својата, нели, тежина, некој по-квалитетно, некој по-неквалитетно, меѓутоа се прават акции. И секогаш тука застанува работата. Ќе се направат проектите, ќе се направат анализите, меѓутоа имплементацијата на заклучоците, што понатамо, веќе тука застанува процесот. Еве, како јас, како водител на емисија, имам предизвик на гледачите да им објасниме, еве вие како експерт помогнете ми и вие како актуелен директор, да објасниме на луѓето како е можно водата која истовремено ја трошиме така како што ја трошиме, се расфрламе со неа, имаме некогаш и недоволно вода за пиење во летните месеци, а истовремено таа може да биде и сериозен ризик и од поплава и сериозна закана во време на порои или на дојдени реки поради климатските промени или генерално поради метеоролошките фактори. Климатските промени се еден од феномените, да речеме, со кои што постојано се соочуваме и се потенцираат во последниве години. И тие се, ајде да кажеме,
некој си редовен природен процес што се случува во природата, меѓутоа одговорот на системот, пак ќе кажам, овде треба системски пригод кон проблематиката, дали се работи за користење на водата како ресурс или за одбраната од штетните влијанија на водата, сепак мора да се пристапи на државно ниво, системски, со вклучување на сите фактори и институции кои што треба да бидат вклучени во процесот. Конкретно за проектот за зголемување за подобрување на отпорноста на системот од ризик од поплави, се вклучени повеќе институции во самата реализација, прво во анализа, па реализација на проблем. Тргнувајќи од Министерството за животна средина, Министерството за земјоделие, од кој што дел се и Акционерското друштво за водостопанство, Управата за хидрометеоролошки работи, ДЗС, Центарот за управување со кризи. И како оди комуникацијата меѓу? Одлично. Во овој проект сега што го реализираме, морам да се пофалам дека одлично оди комуникацијата, вклучени се сите институции, имаме влезни параметри од сите институции. Конкретно сега се работи една од фазите на реализацијата на проектот е точно разграничување на одговорностите и улогите што секој од овие институции ќе има во процесот на управување со ризикот од поплави во државата, и сето тоа се прави за цела држава. Се работи за сите, за комплетно целата површина на Македонија. Добро, кога зборуваме за поплави, дали најголемата опасност во Македонија доаѓа од речните текови, од речните корита, од неисчистените канали или сепак од ненадејните локални поројни дождови, она што се нарекува порој, а на кои треба да се навикнуваме и во последните години се почести? Па во самата дефиниција на терминот поплава се работи за поплави кои што се случуваат во низинските делови или времено излевање на вода од речните корити и покривање на делови на територијата, одnosno површината која што претходно не била под вода. Сега тука спаѓаат низинските текови, меѓутоа тука спаѓаат и брзите планински текови. Последниве години, наназад, се соочуваме со големи проблеми баш на овие брзи планински текови, почнувајќи од случувањата во Тетовско во 2015, 2017, ми се чини и 2021-2022 година имаше повторно, дури и со човечки жртви во Шиковица имаше таков еден случај. Да не го забораваме случајот во Скопско, во Стајковци во 2016, кога што имавме 22 човечки жртви, така да се работи за ризикот од брзите планински текови, дали се поројни текови или се она што го викаме брза поплавна. Добро, но екстремните врнежи може да се случат ненадејно и сега тие се само главниот симптом, главниот причинител, поточно кажано. Меѓутоа, за тоа треба да има и база. Затоа велам, колку се тука ризик фактор, запуштените неисчистени корита. Апсолутно. Градењето во ризични подрачја, уништување на природни заштитни зони, сечење шуми. Што е најголем ризик фактор? Сето што го спомнавте, ова е извореден ризик фактор. Значи, прво, користењето на речните корита како депони. На многу места на држава се случува буквално речните корита се претвараат во депони, се закрчуваат, нема кај да тече флуидот, водата. Од тука настанува поплава. Понатамо, сечењето на шумите многу придонесува во зголемување на интензитетот на оттекувањето на водата од речните сливови. Понатамо, брзата урбанизација во самите речни корита или во крајбрежниот појас, што е практично и една од мерките како да се избегнува ризикот од поплави во крајбрежните појаси. Така да сите овие фактори што ги набројавте влијаат многу на она што се јавува како резултат на овие интензивни дождови со да кажеме многу голем интензитет. Добро, во проектот на Европската унија во кој сте вклучени, на кој работите и кој велите дека сте задоволни од координацијата и комуникацијата меѓу на државните институции вклучени во него, една од клучните цели, колку што успеав да видам, е да се направат прелиминарни проценки на ризикот од поплави за сите 10 речни подсливови што ги имаме во Македонија, како и да се изработат карти на загрозеност и мапи на ризик. Така е. Кога станува збор за ова што го рековме, запуштени, односно речни корита претворени во депонии, градење во ризични зони, се друго, имате ли направено мапирање до сега? Имаме. Значи, каде е најризично? Тоа беше, сега ќе ви кажам, значи тоа е активност 3 месечини во нашиот проект
И тие ние значи генерално ние ги врзуваме нашите активности следејќи ги препораките на директивата за поплави на Европската унија. Како земја аспирант за влез во Европска унија, сме преземале обврска дека ќе ги имплементираме сите барања од директивата за поплави. Едно од тие барања е значи да се изготват прелиминарни проценки за ризик од поплави на државно ниво во различни сливни подрачја. Тоа го направивме значи со користење на постојни подлоги, дигитални теренски модели, геолошки и хидрогеолошки податоци, со користење на податоци за користење на земјиштето, за начинот на педолошките параметри и изложеноста, односно реципиентот на тие опасности од поплави. Значи, направени се на ниво на цела држава, се евидентирани некаде околу 930 километри должни речна мрежа, кои што се потенцијално изложени на поплави, на ризик од поплави. Значи, од вкупната речна мрежа која што има околу 9300 километри должина, околу 930 километри се евидентирани, идентификувани како места со потенцијален ризик од поплави. Тие се така наречена црвена зона? Тие се зони, значи, каде што може да се очекува, она прелиминарно се очекува зголемен ризик од поплави. Може ли географски да ги кажете, да ги посочиме каде, бидејќи таа мапа ја немаме, да кажеме кој е најризично? Или ако утре имаме пороен дожд од поголема количина, ако падне дожд над цела Македонија, кои региони се најмногу на утре? Сите, значи еве во Полошкиот регионот на Шарпланина, сите брзи водотоци се евидентирани како потенцијални ризични места. Понатаму имаме во сите сливови практично, во сите 10 сливови што ги анализираме има одреден процент, процентот генерално се движи околу 10% од вкупната мрежа во сливот, се карактеризира како зона со зголемен ризик од поплавување. Така да низ цела држава постојат такви, она што велите, црвени зони или зони на зголемен ризик од поплава, прелиминарно зборувам. Сега тоа е за прелиминарната анализа на ризици, тоа е индикатор каде треба да се направат понатамо моделирање и да се изготват мапите на хазард, односно опасност од поплави, а понатамо со комбинација со факторите кои што се изложени на таа поплава, дали се работи за населени места, дали се работи за економија или индустријски зони или инфраструктурни објекти и така натаму, со нивна комбинација се изработуваат мапите на ризик од поплави. И таму ги дефинираме зоните кои што се најризични од аспект на појава на поплава со одредена веројатност на појавување. Дали тие мапи на хазард или ризик кои кажувате, кои ќе бидат подготвени, потоа ќе бидат основа за натамошно урбанистичко планирање. Предвидено е тоа да биде еден вид устав, закон, каде смее, каде не смее да се гради, дали треба да се издаваат или не градежни дозволи, каде се заштитните зони, кои се заштитните мерки што треба да се применат. Да. Значи, тие мапи на ризик, кои ќе бидат изработени, сега сме во фаза на изработка на мапите на хазард и на ризик, ги собираме сите неопходни податоци што ни се неопходни за развивање на математичките модели, хидролошки и хидраулички. Кога ќе бидат изработени овие мапи на ризик, ќе бидат дадени на секој корисник или на локално и на централно ниво, ќе бидат внесени во информативниот систем на Министерството за животна средина, значи за како потенцијални зони за зголемен ризик од поплавување и ќе служат како основа за сите понатамошни активности на општинско ниво за справување со ризикот од поплави. Значи ќе се изработи план за управување со ризикот од поплави на локално ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека урбанизацијата во деловите што се означени како делови со висок ризик на поплави ќе се потенцира дека тамо или не треба да се гради, или да се гради по специфични посебни услови. Односно ќе се биде дадени на локалните самоуправи да водат грижа за тие делови да не се дозволи градба. За жал, тие зони што се со зголемен ризик се почесто, не почесто, току се користат како места за населување на одредени заедници, односно дивоградби и така натаму, и понатаму тие се најмногу изложени на ризикот од поплава. Тоа е една од мерките кои што ги викаме ние неструктурни, односно не физички мерки за решавање на проблемите со ризикот од поплава. Добро, и додека во координација со Европската унија, еве вие како експерти, надлежните државни институции подготвуваат мапирање, проценка на ризик, карти на хазард. Колку е системот денеска подготвен? Например, се знае ли дали е тоа уредено прашање со закон или со некој правилник, кој прв алармира, кој прв
воочува опасност, кој прв алармира или предупредува, како се реагира во првиот момент и колку време на вистина имаме за да се спречи поголема штета од поплава, кој го координира системот за заштита и спасување? Со нашите постојни законски решенија има, значи, методологија и начин кој прв и на кого му ги предава информациите, кој е тој што понатаму ги пренесува и го информира локалното население и така натаму. Значи, сите податоци што се однесуваат до прогнозата на потенцијалниот дождовен настан и потенцијалната поплава, сите податоци ги прибира Управата за хидрометеоролошки работи преку нивната мрежа за следење на метеоролошките параметри, показатели и хидролошките показатели. Оттаму првично, значи, произлегува првата индикација дека може да се случи поплава во наредните сати, денови. Значи, тие понатамо си ги пренесуваат информациите до Центарот за управување со кризи, преку Дирекцијата за спасување, за заштита и спасување, до локално ниво, каде што се преземаат мерките за имплементација на планот за управување со ризикот. Односно, информација на населението, доколку има потреба, евакуација на населението и така натаму. Добро, Филиповски, малку сте молчели во вториот дел од емисијата. Главен збор има Ивановски како експерт за проценка на ризикот поплави, сепак како клучен човек на надлежната институција. Би сакал и вас да ве прашам, сегашната поставеност на системот во Македонија кога станува збор за ризикот поплави, дали е поставен според моделот поплава, штета, па санација, отколку повеќе како проценка, превенција, предупредување, заштита? Постојните закони јасно укажуваат на надлежностите. Значи, надлежност имаат општините во деловите каде што е урбанизиран дел од градот и опфатен со просторните планови. Таму се надлежни општините и советот на општините. И директно одговорност таму носат општините. Дали станува збор за градот Скопје и општините или другите општини низ државата. Сето што е надвор од излезено од просторните планови е надлежност на АД водостопанство. Ја мора да истакнам дека изминатиот период на година и пол искористивме да заеднички со дел од стручната филана и со Дирекција за заштита и спасување, тука беше и ЗЕЛС вклучен општините, лоцираме 90 на точки во државата и почнеме да постапуваме по нив. За жал, не успеавме да постапиме. Ние како предпријатие имаме соодветна механизација да се справуваме со ваков вид на потреби на активности и действија, но дури и премиерот се вклучи, виде дека имаме одредени позитивни ефекти на справување со овие чистење, превентивно действување за заштита од штетно действие на водите и го задолжи Министерот за животно средина у програмата за води од Министерството за животно средина и просторно планирање обезбедат финансиски средства за наше понатамошне постапување, односно да ни се даде поддршка како АД водостопанство, бидејќи постојниот закон у наша приходна ставка не обезбедува финансиски средства за чистење на овие речни корита. Односно, почетокот на акумулирање на водата во една акумулација и незино третирање, дали станува збор од земјоделието, дали станува збор од испуштање на вода од таа акумулација или од комунално предпријатие, па користење од граѓаните и повторно испуштање, за дел од друга општина е почеток или извориште за вода. Токму затоа се прават и овие прочистителни станици од страна на општините, за да идното извориште биде чисто, што кажете, физичко, хемиска вода и микробиолошка исправност на квалитет на таа вода. Во делот на штетните действија мора интегрирано управување со водниот ресурс и сите оние чилители кои се зафаќаат согласно закон за зафаќање и закон за испуштање на водите и дозволата, не закон, дозвола за зафаќање на водите, мора да учествуваат и оние финансиски средства кои со дозволата за зафаќање на вода се предвидени да се плаќаат на посебна државна сметка, да одат токму во предпријатијата и да се постапува со нив. Значи, целосно, не само да не интересира зафаќање и користење на водите и прибирање на пари, туку и штетните действија и чистење на оние главни реципиенти. Конкретно прашање за Ивановски, колку, бидејќи сте експерт на Европската Унија, европските искуства може да ни помогнат во оваа смисла, бидејќи знаеме дека и многу по-развиени европски земји од нас имале сериозни проблеми со поплави, Холандија, Германија. Познате примерот на реката Рајна кога се излева и тоа не е многу одамна, пред неколку децении. Дали таму
како добра пракса во Македонија треба да се примени подобро менаџирање со инфраструктура, рано предупредување или што е добар европски модел? Само вкусове молам бидејќи Секако во рамките на проектот се права размена на искуства со земјите членки на Европската унија и се преземаат нивните искуства во менаџирањето, во управувањето со ризикот од поплави, тренувајќи од првичната прогноза до раното предупредување, известување, тревожење, реакција на системот, како ќе се постави системот во надминување на проблемот, така да се прават и студиски посети на земјите членки, се разменуваат искуствата со нивните тимови за управување со ризикот од поплави и се преземаат нивните искуства. Да бидеме реални, од поплавите не можеме да избегаме. Поплавите ќе се случуваат. Дали ние сме биле спремни или не, каков ќе биде одговорот на системот, такви ќе не бидат последиците. Така Добро, бидејќи ова како за крај, конкретен одговор од двајцата, само кус во една реченица. Ја спомнавте трагедијата од Стајковци, 22 жртви, 2016 август. Колку денес системот во Македонија е поподготвен за невреме од таков карактер? Кога би се случило истото количество на дожд да падне како порој, утре, например. Не сум сигурен. Дали системот подобро би реагирал? Не сум сигурен. Значи, како што спомнав, кај нас се изработуваат проекти, се изработуваат студии, се изработуваат решенија, меѓутоа тука запираат работите. Реализацијата недостасува. Значи, не сум сигурен, повторно ќе кажам, последниот случај што ни се случи во Кичево е таа работа. Видовте дека не е исчистено речно корито, урбанизација во зони кои што се ризични и постојано се повторува истата приказна. Така да тука ќе треба да се преземат. Значи многу реално да ни се случи повторно трагедија ако падне дожд од толкова количество за кусо време. Секогаш може да се случи, без разлика дали е исчистен реципиент од вода, меѓутоа самото население доколку не е грижливо кон постојни водотеци, реки, и доколку истите ги претвара во депонии или ги претвара во патишта за да ги користат, институциите не можат во континуитет да се присутни. Не можат институциите да исчистат толку колку што населението може да. Во таква ситуација, во не дај Боже ситуација, ако се случи нешто такво, кој ќе биде одговорен? Системот не може директна одговорност да бараме тој. Системот ќе добие име и презиме, одговорност со конкретна адреса? Кога ќе се воспостават точно ингеренциите кој што, кога и каде треба да преземе, кога ќе се обезбедат доволно не само волја, туку и средства за да се преземат сите. 10 години по трагедијата во Стајковци, најголемата од таа природа, немаме уште воспоставено систем? За жал, гледаме тоа не се случува пак. И тоа не при многу големи врнежи. Драган Ивановски, Филип Филиповски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание да си кажем. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.